Vodostopanstvo planira smetkata za sušata da ja plati Krupište. Duri 60% od površinite koji nema da dobijat voda od bregalnica se vo ovoj region. Ova za ovdešnite žitelji je ravnona katastrofa, zašto povećeto dosega gi hraneše samo orizot. Ić zrno da ne seje. Zrno. Zašto? Ko je moće neka seje, ko ne, gotovo. Ja govorim, toliko hektari odbivac. Ja gore policu se odbiva. Branta nemam voda. I što pravime nije? Što? Kaj vodeme? U kaput? Pa sramota ovo igrot. Zemjodelcite od ovoj kraj se kategorični deka politikata što ja vodi vodostopanstvo na šteta na ovdešnite zemjodelci. Tamo možda mu naštete na narodu, na ovaj zemjodelec. Drugo ništa nema da napraviti. Uti oni nemat vrabotini dobro što možda narodu, oni sakad da napraviti. Ама да направят договор да се направи. Муѓи производитело со уризо и делитело на водата. Да он да направи договор. Ако на мене ми изгоре површината, ја површината да ми плате оштета, а не ја да му плата вода и раздом, он да ме оштете. А како ќе ме оштете он на мене? Значи он само сака дај да земеме од вас, а со вас пријатно. Od druga strana, od vodostopanstvo ima konkretno obrazloženje zašto tokmo ovdešните nivi ostanuvat bez voda. По линијата кои што се најголеми потрошувачи, односно по линијата кои што се најтешки за водоснабдување. Тешки од наша страна, значи каде што не можеме добро да ги снабдиме со вода, и по линијата, како што рековме, кои што се песокливи, односно големи потрошувачи. Сева ова е резултат на намалените врнежи и недостигот на вода во браната Калиманци. Од 120 милиони метри кубни колку што е капацитетот на Калиманци, во моментов има само 65 милиони метри кубни. Од нив дури 35 милиони се останати од лани, што значи дека годинава браната акумулирала одвај 30 милиони метри кубни вода. Но за земјоделците сушата не е единствениот виновник за недостигот на вода. Имаше дисциплина на системот. Системот се одржуваше, со системот нема една мистрија ударено, подкрепено систем. Па како нема загуба, чим него канало него дотерат, него направат, како нема да има. Ние на време кога работиме системот го одржаваме. Мора да се подмачка, да се улја ставе, да со сите тие работи да се дотера, да таа вода стварно функционира, да пројде дали у Лозово или у Светенико или дека бил. Првично водостопанство планираше да обезбеди вода за 5100 хектари, но сега површините ги намалува за 2000 хектари под ориз. Со просечни приноси од околу 600 хектари по декар, тоа се загуби од околу 12.000 тони ориз.